Метео Велес, Чекор пред времето. Во овие пладневни часови има умерено засилен ветер понекаде, до поврхарието, брзината на ветерот е некаде околу 30-40, тука некаде километри на час, меѓутоа постепено ќе се засилува. Започнуваме најпрво со температурите, значи се очекува нагла промена во текот на ноќните часови, четврток према петок, преку денот петок према сабота, потоа стабилизирање на времето. Одиме поред, значи гледаме дека некаде би се движеле максималните температури околу 20, 22, 3, 4, 5, 6 степени, меѓутоа постепено во текот на попладневните ноќните часови ќе има пад на температурите, тоа драстичен пад на температурите во текот на ноќните часови. Можно е промена на ветерот од јужен на северен, па некаде на високите места над 2000 метра или до 2000-2200 метри да провее и снег. Ништо чудно. Тоа ќе биде петок и утринските часови и сабота. Гледаме дека ниски температури во утринските часови, а преку денот максималната температура сега ќе видиме дека тешко да надмине 15. Ајде еве нека биде и 16 степени. Значи сепак дошта ниски температури во текот на утрешниот ден. Еве тоа е за петок. За петок гледаме дека во текот на утрешниот ден температурите максимални би биле некаде до 14-15, еве нека бидат и 16 степени. Тоа е што се однесува за температурите во утринските часови. Потоа сабота постепено и наредната недела, еве да најавам дека во текот на наредната недела ќе има постабилно време, ќе има повремени локални врнежи и пораст на температурите. Ќе се доближат некаде до 30-ката во текот на едната недела, некаде после 25-23, некаде од викендот натаму, меѓутоа потом што би рекле србите за тоа подоцна. А сега за врнежите. Одиме постепено, значи од југозапад, запад, потоа Скопскиот, Белешкиот регион, па натаму централниот Пелагонискиот регион, Теквешијата, па натаму према Кочанскиот, Беро, Певчево, Радовиш, Струмичкиот, Дојранскиот регион, Гевгелискиот регион, натаму ќе се преместува во текот на попладневните вечерните ноќните часови. Поточно, ноќните часови во текот на денот петок, доки сабота предпладневните часови. Најместината боја, послаби врнежи, зелената, поизразени врнежи, додека жолтата, протоколовата боја ќе даваат изразено нестабилно време со врнежи понекаде ќе има и град. Врнежите може да бидат од поран карактер и повеќе нестабилно време би имало во Скопскиот регион, северозападниот, западниот, југозападниот регион. Еве гледаме југозападниот Пелагонискиот регион, потоа бранот би можел да фати од Кичевско према Солунска глава, па потоа према Велешкиот и Теквешкиот регион. И во Велешкиот регион може да има така изразено нестабилно време и порани врнежи, па и во Велес тоа може да се случи. Врнежи ќе има, меѓутоа може да има и порани врнежи, краткотрајни. Во секој случај, значи, ќе има врнежи. Ретко во некое место да се каже не заврнич. Значи, некаде слабо, некаде повеќе, некаде поизразени врнежи. Тоа е тоа. Значи, ќе има врнежи во текот на следните 30 на часа да ги ставиме. Значи, доке сабота предпладневните часови, вкупно би наврнале некаде доке сабота предпладневните часови на литар метар квадратен и над 40 литри, 45 литри на метар квадратен. Значи, ете, тоа е што се однесува за врнежите. Еве, гледаме портокалова боја. Значи, ќе има и во североисточните, источните и југоисточните делови врнежи. Ете, тоа што се однесува, значи, за врнежите. Еве, вкупно наврнат воден талок, реков доки сабота таму, некаде би се движеле најмногу, значи би наврнало на југозападните делови, Пелагонискиот регион, Јужно-Скопскиот регион, околу Скопскиот регион, некаде ке Ѓуриште, Кривопаланецко, некаде јужно према граница, но и во другите места исто така ќе има врнежи од дожд. И реков, нека најмногу би наврнале некаде над 40-45 литри на метар квадратен до сабота. Значи, вкупно наврнат воден талок. Не одеднаш, а одеднаш со поран дожд би наврнало можеби некаде и 18, 20, 25
литри, па и 30 литри може да наврне за кратко време. Пораен дошт. Што се однесува за брзината на ветрот, ќе гледаме дека постепено од јужен ќе премине во северен, за тој ќе паднат температурите и брзината на ветрот ќе се зголемува и некаде би достигнале над 60-65 па и 70 километри на час. Ево тоа може да го гледате. Зголемување на брзината на ветрот, пикот врвот некаде 60-65-70 километри на час до усповардарието, претежно тоа би се случувало. И ево што го најавив за зголемување на постепен пораст на температурите од текот на следната недела, реков некаде после 25 при крајот на месецот 26 и 27, каде што ќе има и околу 30-ката, 27, 28, 29, 30 степени, па и да надмине температурата на воздухот. Тоа е за наредната недела, но ова нека биде како најава. Ете толку што се однесува за временската состојба, најважно за следниве некаде 30 часа, а потоа за следната недела, реков, зголемување на температурите, меѓутоа има време за тоа. Отоп потоп, што би рекле следните. Ви благодарам на вниманието и секој добро. Метео Велес, Чекор пред времето.